Кажете ми вие мене, на нестрпливиот, овие сведоци на погубената вистина. Дали Македонија се ослободи од апашите? Со овие стихови го почнувам ова моје видео и токму на писателот кој што ги напиша тие стихови го посветувам ова видео и за неговата неверојатна приказна и допринес за развивање на македонската култура и вистина низ светот. Имено се работи за Светокрил Бабунски и сега одам накај неговото село, а тоа е селото Долно Врановци. И знам се прашувате сите сигурно, а немате слушнато за овој човек. Меѓутоа овој човек, љубител на македонската историја, а највеќе на богомилите, го оформил единствениот и најголем музеј за македонската историја, кој што се наоѓа во Франкфурт и е наречена куќата на богомилите или Богомилен хаус. Иначе одам сега во селото Долно Врановци, од каде што потекнува Светокрил, затоа што он е закопан во неговата куќа во ова село, па одам да го посетам, да му оддадам почит и да пренесам неговата неверојатна приказна и допридонес за македонската вистина, која што е заборавена. Имено Светокрил, по потекло од Егејска Македонија, после геноцидот кој што се врши врз македонците од Егејска Македонија, тие се протерани, тој се населува во селото Долно Врановци, а потоа заминува на работа во Германија, во Франкфурт, каде што со неговата сопруга Стамена купуваат куќа во Франкфурт, класична куќа во која што прават музеј на македонската историја и ја нарекуваат Богомилен хаус. Тие некаде во 70-тите години го формираат тој македонски музеј. Тоа е куќа на 3 спрата, која што крие голем број тајни и вистини за македонската историја. Тие во својата куќа низ годините успеваат да соберат голем број на македонски носи, македонски книги и македонски одбележја кои што одбележуваат нашата култура. Јас многу за тој музеј не знам. Прв пат кога слушнав се восхитив од решителноста на овие луѓе да ја споделат македонската историја и вистина на светот. На самиот влез од таа богомилска куќа во Франкфурт ве пречекувале македонските кралеви Филип, Александар, жената на Филип Олимпија. Потоа на првиот спрат стимале голем број на македонски носи и илјадници книги, а во приземјето на таа куќа, кој што Стамена и Светокрил тајно го ископале, тие работеле навечер и во приземјето на куќата ископале надоле, тајно изнесувале земјата навечер и направиле како мал храм на богомилите, односно се влегувало како во полукружен свод, во соба која што ја чувала тајната за богомилите, за тој кроток народ кој што живеел во Македонија,
а работел на духовно издигање на целиот свет. За тој кроток, мирољубив и убав народ многу малку знаеме кај нас, нито токму тоа сакал Свето Крил да го развие. Како се искачив горе на ридчето и се доближив некај селото, јас видов дека селото, затоа што е на некоја височина, е обвиено во магла, и се упатив некај селото, не знаејќи што ќе најдам. Меѓутоа забрзо ми се отвори самото селце. Прво што видов е селската чешма која што е пресушена, а потоа и старите куќи карактеристични за секое наше село, а тука е и сонцето кое што конечно се проби и ми го осветли патот за да дојдам до местото каде што е погребан Свето Крил. Но и не можев да претпоставам колку е сето тоа убаво, односно колку е убав тој мал храм што за себе си го направил Свето Крил. На местото каде што е закопан Свето Крил Бабунски, односно човекот кој што има направено единствениот музеј за македонската историја во светот, кој што се наоѓа во Франкфурт и наречен Богомилен хаус или куќата на богомилите. Иначе после неговата смрт Најдо е закопан во неговото родно место во Долно Врановци селото, односно го затворил кругот, каде што почнал таму и си завршил. Иначе приказната на овој човек е многу интересна, а неговата желба да зачува македонската историја е голема и вреди да му оддадеме почит на овој човек и да се подсетиме и да го спасиме од заборав, да не биде заборавен, да се подсеќаме на него, на неговата заложба и да си ја чуваме нашата историја. За музеот во Франкфурт или куќата на богомилите не знам што се случило моментално, а од кога почина они мислам дека некој или ги има наследено тие работи во музеот или се така оставени. Не можев да добијам информација околу тоа, доколку добијам повеќе информации ќе ви пренесам секако. Доколку не ќе остане така, кој сака да го посети ова интересно место се наоѓа во Долно Врановци, селото кој што видовте е прекрасно, недопрена природа, за жал раселено село, како и повеќето македонски села има истата судбина. И полека го напуштам селото, вечното почивалиште на последниот Богомил на овие простори, Свето Крил Бабунин, основач на единствениот музеј за македонска историја во светот, а тоа е куќата на богомилите во Франкфурт и голем поборник за македонската историја и за македонската вистина. За жал селото, како и повеќето наши села, стои така, разрушено, и секогаш кога напуштам и кога посетувам наши села, кога ги напуштам, осеќам чувство на тага и осеќам чувство на восхит за тоа како живееле луѓето, колку биле чисти и секако љубопитност. И секогаш, ама секогаш од овие места
кога ги посетувам заминувам со повеќе прашања отколку одговори, меѓутоа тоа е нормално, да трагаме, да истражуваме и да ја бараме вистината. Толку од мене, ви благодарам што бевте со мене и во ово видео. Ние се гледаме по некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!